Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. И денеска продолжуваме со уште едно гостување на доктор, но ако вчера колешката Искра зборуваше на една тема поврзана со женското здравје, денеска ќе се посветиме со здравјето на нашите најмали, најмили, со здравјето на децата. Токму затоа вечерва велам добра вечер на доктор Ристо Симеонов, специјалист по детска хирургија. Добра вечер, благодарам на поканата. Поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Благодарам. Како што кажав, ќе зборуваме за нашите најмили, децата. Имаме многу родители, баби и дедовци кои што ја гледаат оваа емисија и токму фокусот ќе го ставиме на најчестите акутни состојби кај децата и кога е потребна итна хируршка интервенција, кога треба да препознаеме болка која што е алармантна и кога пак можеби станува збор за некоја болка која што децата понекогаш ја кажуваат за да избегнат одредени ситуации. Но на почетокот би сакала да ви честитам за хируршката интервенција која што ја направивте, исклучително ретка и сложена хируршка интервенција кај 10-месечно бебе со вродено заболување на дебелото црево. Како се движеше целиот процес, ме интересира, од диагноза па се до операција и што значи во суштина тоа заболување, вроденото заболување на дебелото црево кој што го опериравте? Заболувањето има назив, се вика Хиршпрунгова болест, односно еден дел од дебелото црево, а понекогаш и целото дебело црево нема ганглиски клетки, односно има отсутство на ганглиски клетки кои што се одговорни за перисталтиката, односно за работата на дебелото црево. Во овој случај се работи за 10-месечно бебе, каде што тој дел беше околу 60 сантиметри. Успехот во оваа хируршка интервенција се состои во тоа што трансанално до сега во светски статистики се извадени околу 40-45 до 50 сантиметри од дебелото црево. Во конкретниот случај отстранети се 57 сантиметри, што не значи дека треба да се врземе за сантиметрите, него секогаш треба да се отстрани оној дел од дебелото црево што не е функционален. Во конкретниот случај тоа беше 57 сантиметри и во светски рамки тоа е најдолг сегмент изваден трансанално. Трансанално подразбира преку аналниот отвор е извадено цревото што не е функционално. Станува збор за 10-месечно бебе. 10-месечно бебе, меѓутоа таа состојба е вродена. Како се диагностицира? Кои се првите симптоми кои што се јавуваат? Првите симптоми може да се јават неколку дена после раѓањето, неколку недели или неколку месеци после раѓањето, зависно од должината на сегментот што не е функционален. Кај пократките сегменти може клиничката слика да се јави подоцна, меѓутоа кај подолгите сегменти клиничката слика се јавува во првите неколку денови или недели. Карактеристично е што стомакот е надоен, дистендиран, има отсуство на столица, понекогаш и по неколку дена, па дури отсуство и на гасови. Децата почнуваат да повраќаат и тогаш едно од испитувањата кој што ја може да ја потврди состојбата е иригографија, односно со контраст преку аналниот отвор се влегува во дебелото црево, се исполнува дебелото црево со контраст и на нативна графија се гледа сегментот што не е функционален, односно границата помеѓу нефункционалниот и функционалниот сегмент. После тоа се прави биопсија да се потврди патохистолошки кој дел од цревото е функционален, кој не е функционален и се оди на операција со претходно добра припрема. Значи, трансанален со АВ без претходна колостома или остома бара големо искуство и добра припрема за да може нефункционалниот сегмент да се извади надвор преку аналниот отвор. Затоа што дебелото црево има мезентериум, тоа се крвните садови кои што го хранат дебелото црево и тие треба да се подврзат трансанално. Тука е, да кажам, успехот на оваа хируршка интервенција, затоа што има комбинација со претходно лапароскопија или лапаротомија или со отворен стомак или лапароскопски со камери и работни инструменти да се лигира мезентериумот, односно да се пресечат крвните садови што го хранат нефункционалното црево, па после трансанално да се извади само нефункционалното црево. Овдека и крвните садови се лигирани и е извадено цревото трансанално. Колку трае една ваква интервенција? Интервенцијата трае од 3 до 5 часа.
А потоа закрепнувањето лесно ли се враќа во, да речеме, во состојба каде што ќе може да извршува нели секојдневни функции? Истиот ден или наредниот ден веќе детето почнува да добива нормални столици, затоа што ресекцијата се прави во здраво и здравиот сегмент од дебелото црево се анастомозира кај аналниот отвор каде што е отворен делот за да се направи пултри операцијата. 7 до 10 дена се доволни за да зарасне анастомозата каде што е шиено дебелото црево и понатаму децата продолжуваат со нормален тек на животот, со тоа што првите неколку месеци може да имаат почести столици во тек на денот, црвениво или иритирана да е кожата околу аналниот отвор, меѓутоа сето тоа за неколку месеци поминува. Што значи доколку не се интервенира во вакви состојби на време, да речеме во ситуација каде што имаме заболување на дебелото црево од ваков вид? Еве да речеме не дај Боже да не дојдеше до операција. Лоши ли се прогнозите? Докторите, детскиот хирург, ако е многу мало бебето, се обидува од почеток состојбата привремено, доека не подпорасне бебето, да качи телесна тежина и да има неколку месеци, се обидува со провокација, со клизми, да добие столица. Меѓутоа, кога веќе тоа не е функционално, затоа што кај подолгите сегменти, провокација со клизма на долги стази нема да роди со успех, кај пократките може, треба да се процени точно кога да се спреми бебето за трансанален со ОВ. Затоа што ако не се направи тоа на време, детето ќе влезе во состојба на илиус, односно препрет на цревата, затоа што дебелото црево што е здраво, со тек на време се дистендира, се проширува и тој проблем после продолжува и на тенките црева и кога ќе дојде детето веќе во состојба на илиус, тогаш мора прво да се извади колостома или илеостома, за да тенките црева таа дистензија ја смалат, па после да се прави радикалната операција и трета операција да биде затварање на таа илеостома. Затоа, за трансанален пултру, многу е битно навреме да се процени состојбата кога треба да се направи тоа. Докторе, кои се најчестите абдоменални акутни состојби кај децата за кои што е потребна хируршка интервенција? Најчести абдоменални акутни состојби кои што е потребна хируршка интервенција е воспаление на слепото црево. Тоа е најчеста абдоминална хируршка интервенција. Има состојби на инвагинација или вовлекување на црево во црево, вовус или оштетување, односно исхемија на мезентериумот, меѓутоа од сите акутни состојби најчеста е акутното воспаление на слепото црево. Како да се препознаат, бидејќи еве дечињата ги позборуваме потоа и за другите состојби, меѓутоа знаат да покажат нели болка во стомакот, да се жалат. Најчест знак за таква состојба е болката во стомакот, така? Да. Но не е само тоа, како родител, како баба, дедо, близок некој што ги гледа да ги препознае тие состојби. Не секоја болка во стомакот значи дека се работи за воспалено слепо црево. Воспалено слепо црево има карактеристична клиничка слика. Болката започнува во предел на папокот. После неколку часа таа се локализира од десната страна, десно од папокот, со тоа што болката е константна и се поинтензивна. Детето се чувствува малаксано, губи апетит, покачена телесна температура, повраќање. Тоа се веќе почетоци на воспаление на слепото црево и прегледот, односно физикалните знаци кај воспалено слепо црево се карактеристични од страна на доктор кој што со физикален преглед ќе процени дека се работи за воспалено слепо црево, се прави лабораторија каде што има покачени воспалителни или инфламаторни параметри и во денешно време стандард за диагностика е ехо на абдомен каде што радиолог може да го види зголемено и воспалено слепото црево. Тогаш веднаш настапува нели мора да се заврши со операција? Да, воспалено слепо црево е апсолутно итна индикација за хируршка интервенција. Дали болката прогресира, дали се зголемуваат како интензитет, така сигурно Да, од час на час болката станува се поинтензивна. Едно од начините како додека кај другите состојби
болката конкретно за мезентеријален лимфаденит или воспаление на лимфните железди околу цревата, таа болка е краткотрајна, 10 до 15 минути, па после интензитетот се намалува, па после повторно се повторува и тоа е многу поразлично од клиничка слика за воспалено слепо црево. Понекогаш децата знаат и да симулираат дека Да, и имаат тоа ќе беше болка. едно од прашањата, докторе. Например, деца знаат да излажат, ако може така да кажеме, или навистина може би психолошки да чувствуваат некоја болка, сакаат да избегнат да не одат во градинка, да не одат на училиште, но ние како родители, нели, како да препознаеме која е таа болка и кои симптоми да не ги игнорираме, велите други состојби покажуваат можеби не интензивна болка како кај слепо црево, ама ако се појавува па исчезнува, може да е ли некоја друга состојба. Во принцип, ако детето во тек на денот е весело расположено, си игра, се храни, и ако се пожали на болка и таа помине, тоа не мора да значи дека е нека алармантна состојба. Ако детето ноќта мирно ја помине, мирно спие, и са бајле кој ќе стане, ако каже дека има болка, може и да е причина затоа што не сака да оди во градинка или на училиште и тука проблемот веќе е психолошки. Значи, кај некои кои што се посериозни состојби, таа болка ја чувствуваат и во текот на ноќти, во суштина не им дава ниту милно. Во принцип, мало дете, па и поголемо, не може да сокрие болка. Значи, не може да сокрие болка, меѓутоа може да симулира болка. Има ли одредени состојби, на пример, кои што се почести кај одредена возрастна група, кај кога станува збор за децата, а се вакви состојби на кои што треба да се обрне внимание? Воспалено слепо црево во принцип е состојба кај школски деца. Додека мезентеријален лимфаденит или воспаление вирусно или бактериско на цревата е покарактеристично за предшколски деца. Кога станува збор за ваквите состојби, особено би сакала да се осврнеме, нели, деца како деца знаат да бидат, да играат, и да паѓаат, па дури да се повредат. Има ли некои состојби кои што, например, можат да настанат при повреда, а бараат итни интервенции, како да ги препознаеме, при тоа да немаме, нели, нешто визуелно како крв, како исекотина и слично, нешто што може внатрешно да го, нели, да биде некоја внатрешна повреда? Во принцип, деца најчесто повредуваат коски. При пат може да дојде до фрактура и до скршеница на коската, а при тапа абдоминална травма, која што е поретка, може да дојде до повреда на внатрешни органи, пред се слезенка, црн дроб, па дури може и бубрези и желудник. Али најчести повреди при пат кај деца се скршеници. И карактеристично за скршеница е што во пределот на болката секогаш има оток, ограничени движења. Тогаш се прави графија каде што на рентген графија се гледа скршеницата. И зависно од типот на скршеница, некои се третираат конзервативно или со гипсана имобилизација, некои хируршки со операција. А во случаи кога рековте повреда на слезина и на останати работи, да речеме пат кој што е во не е скршеница, меѓутоа покажува некоја болка во пределот на абдоменот. Да речеме се јавува ли одма таа болка или не? Не, повреда на слезенка, на црн дроб, на бубрек, ако е само лацерација, без раскинување на поголем дел од ткивото на органот, се манифестира после неколку часа. Значи нема веднаш да има такова. Да, и може да трае таа состојба неколку дена и во принцип тие повреди се лекуваат конзервативно. Меѓутоа, кај посериозни повреди на слезенка посебно, клиничката слика е подраматична и многу ретко, меѓутоа се случувало и да се направи спленектомија, односно отстранување на слезенката и кај деца. Има ли одредени... А додека најтмува повреда, која што се манифестира после некое време, може неколку дена, па дури и недели, е тапа повреда на панкреас. И тоа најчесто настанува од рачка на точак, кога детето паѓа директно врз рачката на точакот во пределот на епигастриум и наведум мала повреда, меѓутоа после некое време може да се формира псевдоцистера на панкреас, затоа што околу панкреасот се формира панкреасот има излив и тој излив се формира како една псевдоциста, која што
најчесто завршува со дренажа перкутана под ехо. Пред да го затвориме овој дел и пред да направиме кратка пауза со реклами, би сакала да прашам, бидејќи започнавме со интервенцијата кај 10-месечното бебе, има ли одредени состојби кои што, да речеме, можат да се видат на оние скрининзи кои што ги прават трудниците пред самото раѓање на детето? Дали некои состојби може тука да се приметат, а кои што подоцна би можеле да бидат подлежни и да се третираат хируршки? Пренатално може да се диагностицираат најчесто атрезиите, атрезија на езофагус, атрезија на дуоденум, па дури и висока атрезија на тенки црева може да се диагностицираат пренатално. Гастрошиза може да се диагностицира пренатално. Гастрошиза подразбира бебето го нема абдоминалниот зид, значи отворен е абдоменот и цревата и другите органи се надвор од Има ли шанси за преживување такво бебе? Во принцип, ако пренатално се диагностицира гастрошиза и ако терминот дозволува да се прекине бременоста, подобро е да се прекине. Конкретно за гастрошиза. Затоа што гастрошизата може да оди и со други состојби, како што е атрезија на тенки црева. Така да гастрошизата во принцип, ако дозволува состојбата, треба да се прекине бременоста, меѓутоа тоа не значи за другите атрезии, конкретно атрезија на езофагус, атрезија на дуоденум, па и атрезија на тенки црева. Од тие состојби не треба да се прекине бременоста, треба да се роди бебето и хируршки да се реши проблемот. Кој е и пред самиот крај пред да повикам пауза за реклами, колкава возрастен е најмалото бебе кој што можеби сте извршили интервенција? Кај атрезии операцијата се прави веќе наредниот или вториот ден после раѓање. Значи од новороденчиње. Новороденчиње од 1 до 2 дена. Ќе направиме тука една кратка пауза за реклами, па се враќаме назад да ги прокоментирам и едни од најчестите состојби како што се кила и останати и зошто се јавуваат, како се третираат и нели што треба да направиме и кои информации треба да ги знаеме, но веднаш по рекламите. Да, се враќаме назад во студиото, го продолжуваме разговорот со доктор Ристо Симеонов, специјалист по детска хирургија. Во првиот дел зборувавме за оние најчести состојби, акутни состојби за кои што е потребна хируршка интервенција. Ќе продолжиме во истата насока, но можеби од оние кои што покрај слепото црево кој што го споменавте, доста често се јавуваат, како на пример килата кај децата. Како се диагностицира, кога е потребна и дали за сите вакви состојби е потребна хируршка интервенција? Килата е една од најчестите вродени состојби кои што се јавуваат кај децата, кај кои што е потребна хируршка интервенција. Родителите треба да знаат дека килата сегогаш е вродена. Дали ќе се манифестира веднаш после раѓање или после некое време, таа е вродена состојба. Не е затоа што детето многу плачело или заради некоја си друга причина. Тоа е вродена состојба, тоа е најбитно да го знаат родителите. Почесто се јавува кај машки отколку кај женски деца, се приметува во предел на ингвинумот на препоната, подуетинка, која што може да биде од големина на маслинка до големина на мандарина или на јајце. И кај машките деца може да се спушта надоле спрема скротумот, а кај девојчињата во пределот на големите усни. Може да се јави од едната или од другата страна или од двете страни. Значи е нешто кое што е вродено, не е ништо што му се случува на детето, не може да влие. Вродена состојба заради продолжен процесус вагиналис перитонии, односно не е облитериран перитониумот, има комуникација со големите усни или со скротумот кај машки деца, големите усни кај женски деца и тоа е вродена кила. Да има ли некои други состојби кај машките деца, како што, например, спуштените тестиси, нешто што треба исто така да се интервенира, кое што буквално мора да се интервенира со хируршка интервенција, каде што на друг начин не може да се... Кај машки деца, причина за хируршка интервенција е неспуштени тестиси или крипторхитични тестиси. Тука има неколку состојби кои што треба да ги знаат родителите. Една состојба е мобилен тестис. Тоа значи дека тестисот се спушта во скроталното кесе, меѓутоа се повлекува нагоре, меѓутоа во рамки на скроталното кесе. Ако тестисот се движи горе-доле во рамки на скроталното кесе, тоа не е состојба за хируршка интервенција. Ако тестисот се спушти во скроталното кесе и веднаш после пуштање се врати назад,
нагоре во ингвиналниот канал, тоа е веќе состојба која што бара хируршка интервенција. Има ли кај девојчињата нешто на кое што би сакале, ако кај машките нели треба да се проверува состојбата нели на тестисите, каква е ситуацијата кај девојчињата? Бидејќи ова е почесто нели како килата е почеста кај машките момчиња, состојбата со спуштени или не спуштени тестиси, што е со девојчињата? Како, дали кај нив треба нешто посебно да се обрне внимание кога станува збор за некои состојби? Може да имат и момчињата и девојчињата папочна кила, и тоа е еден вид доста честа вродена состојба. Кај папочните кили нема потреба да се брза со хируршка интервенција, затоа што во принцип голем процент на папочните кили до 5-та година затвараат како зајакнува стомачната мускулатура, така се затвара и папочната кила и многу ретко се прави хируршка интервенција на папочни кили. Една од состојбите кај момчињата е фимоза или залепена кожичка од препуциумот, а кај девојчињата е залепени усни, кои што кај девојчињата посебно многу ретко бараат интервенција да се одлепат, меѓутоа кај момчињата фимозата или залепената кожичка за препуциум бара мануелно да се отвори, односно да се спушти кожичката надолу. И сега има некои состојби кои што вака во прва поглед можеби би ги помислиле дека се јавуваат кај возрастните, како на пример диастаза, најчесто се јавува или одделување на мускулите на стомакот, се јавува после бременост кај жените. Меѓутоа такви состојби се среќаваат и кај деца. Зошто? Да, диастаза на стомачните мускули се јавува како состојба кај деца, меѓутоа таа диастаза не е причина за хируршка интервенција. Како растат децата, така и мускулите се развиваат и тоа одвојување на двата мускула, левиот и десниот стомачен мускул, со тек на време се спојува таа диастаза, таа празнина, меѓутоа и да има диастаза, ако нема кила, тоа не е индикација за хируршка интервенција. Диастаза како диастаза не е индикација за хируршка интервенција. Значи, индикација за хируршка интервенција ако има помеѓу диастазата кила, слабост на абдоминалниот зид. Инаку диастаза не е индикација за хируршка интервенција. И тоа ли е вродено кај деца да се јавува вродено, значи не е нешто што е вродена, да. Значи не е поради некој играње, можеби повреда, е нешто што е вродено. Во мојата 20 и кусур годишна кариера искрено една или две диастази дали се оперирани кај деца и тоа кај поголеми деца. Значи кај малите не воопшто него. Уште една што мене беше навистина како некој кој што не е доктор и нема познавање во таа сфера, ми беше исто така и појавување, односно воспаление на жолчното кесе, што е многу ретко, но се случува и кај деца. Да, воспаление на жолчното кесе или камен во жолчното кесе, кај децата се поврзува со некоја хематолошка состојба, најчесто анемија. Меѓутоа, како и да е, детски хематоонколог ја лекува анемијата, детски хирург треба да го отстрани тоа жолчно кесе. Значи, кај децата се оди со истите интервенции како и возрастните, доколку има камен? Лапароскопски се отстранува жолчното кесе и се решава така состојбата. Други некои состојби за кои што можеби не е потребна хируршка интервенција, а е потребно поголемо внимание кога станува збор за како е ние како родители, на кои што можеби на некои состојби треба да има обрнеме поголемо внимание. Дали можеби столицата, односно може да покаже некои состојби кои што во случајов треба да ни даде некој сигнал на кој што треба да му обрнеме повеќе внимание. Децата во принцип треба да имаат кашаста столица, мека кашаста столица и барем еднаш во денот. Без разлика на која возраст или кога се кога се помали, може и повеќе пати во тек на денот. 2 пати нема правило колку пати во тек на денот, меѓутоа да биде таа нормална кашаста столица, нормална по боја и конзистенција од жолта до кафеава боја и да нема во столицата примеси на сус или на крв. Тоа е вака што треба да се обрне внимание од страна од родителите. А доколку има примеси на слус и на крв? Примеси на слус или на крв, тоа повеќе педиатриски проблем. Значи, тоа е некоја состојба на воспаление на цревата, меѓутоа има една состојба која што се вика инвагинација, односно вовлекување на црево во црево,
тогаш во столицата се појавува крв, малинаста, боја на крв, како коагулум, и тоа е знак дека веќе цревото страда, односно влегува во фаза на исхемија и некроза. Меѓутоа, како и да е, таа состојба започнува со силна болка во стомакот, децата ги креваат колената према градниот кош, плачливи се, почнуваат да повраќаат. И заборив претходно да напоменам, многу е битно за родителите, слична ваква клиничка слика дава и вклештена кила, со тоа што кај вклештена кила, подуетинката што се појавува во предел на ингвиналниот канал, во предел на препоните, при вклештување е тврда, буквално тврда како камен, и кога родителот ќе пипне таа подуетинка, тврда подуетинка, детето го интензивира својот плач, значи поинтензивно плаче, почнува да повраќа и тогаш тоа е веќе итна состојба каде што родителот треба веднаш да го носи детето кај детски хирург, да се обиде хирургот да ја врати таа вклештена кила. Ако не се успее да се врати вклештената кила, тогаш тоа е исто една од индикациите за итна хируршка интервенција. Затоа што најчесто вклештено е црево и цревото страда, влегува во исхемија, може да дојде дури и некроза и тој дел од цревото треба да се отстрани. Многу ретко, меѓутоа кај вклештена кила треба да се биде многу внимателен и на време да се препознае состојбата. Од она што можам вака од сето ова што го кажавте да го заклучиме, дека прво децата нема да одглумат болка, односно ретко дете знае да глуми болка, да, освен ако ја глуми таа болка, ако сака да глуми, тоа ќе стане приметливо. Нема да биде интензивно, значи сите овие состојби што ги опишавте подразбира дека се интензивни, односно родител лесно може да забележи што е, да речеме, одглумено и што не сака да оди на училиште и она што навистина е сериозна болка на која што треба да се обрне внимание. Да, во принцип деца ако имаат мирен сон, па дури ако спијат попладне, мирно спијат, значи не даваат знаци во тек на сонот дека имаат некаков проблем, тогаш болката може да биде и од психоген карактер. Болка, воспалено слепо црево, лимфаденит мезентеријален, вклештена кила, тоа е болка што се манифестира многу сериозно и драматично. Не можеме да, односно не можеме да не ја приметиме. Не може таа болка да не се примети. Но треба ли родителите или пак еве бабите, дедовците кои што често знаат да ги чуваат децата при секоја абдоминална болка да се оди на лекар? Еве вие како доктор што мислите во однос на тоа? И дали подобро е можеби лекар да ја види состојбата и да процени отколку еве ние да бидеме да глумиме ако може така да се каже доктор. Бабите и дедовците, посебно бабите, имаат посебен пристап кон децата затоа што тоа е нивно второ родителство и се многу попредпазливи, повнимателни, попосветени. Понекогаш треба да се послушаат заради нивното искуство, меѓутоа понекогаш и не треба да се брза да се оди веднаш на доктор, треба да се прати детето барем во наредните неколку часа, затоа што ако е воспалено слепо црево или вклештена кила, состојбата во наредните неколку часа ќе стане многу подраматична. И сега ние често како родители, нели, ќе видиме дека детето можеби дига температура, тоа е вирусно на пример или некое бактериско заболување, меѓутоа тоа ни дава јасна слика дека нешто не е во ред. Дали некои вакви состојби може да дадат покачена телесна температура, треска, и некои такви форми на кои што треба да не загрижат? Кај хируршките состојби еден од знаците е температура. Само покачена телесна температура не е карактеристично дека се работи за некој хируршки проблем. Воспалено слепо црево да оди со покачена температура, меѓутоа оди и со болка од десната страна на папокот која што е поинтензивна, малаксалост, губење на апетит, повраќање. Така да само покачена телесна температура и тоа многу висока 39 па и 40 без други симптоми. Не. Зборува прилог на некој вирусно воспаление. Ова можеби на крај би завршила со уште едно прашање кое што во суштина е поврзано со состојба која што не е ниту вродена, ниту наследена или пак не е ни од удар, меѓутоа многу често сега во семејствата се чуваат миленичиња од една страна, но од друга страна па и кога се надвор, сега е зима, можеби не толку често, меѓутоа тука сте ме па ќе ве прашам и на таа тема. Кучешката тенија
може би почесто би стапиле во контакт со неа на лето, кога се повеќе се во природа, па се надвор и може да дојдат нели со неа во контакт, но дали може да дојдат со неа во контакт и во случај кога се чуваат домашни миленичиња дома, да речеме, и дали сите куќиња, бидејќи куќињата нели се најчести, односно се преносители на кучешката тенија, позната кај народот, дали сите ја имаат куќиња и дали може нешто да се направи за да се превенира и да се заштити детето и што ќе се случи доколку влезе во организмот кај едно дете? Домашни миленичиња, односно куќиња ако се чуваат само дома, не може да бидат извор или причина за кучешка тенија. Причина за кучешка тенија ако детето со рацете си игра во земја контаминирана со ларви и при тоа не ги измие рацете и се допре до устата и така може да се внесе варвата во организмот или куче, ако во надворешна средина, на истиот начин, ја добие варвата и при лижење на прстите од детето, тогаш може кучето да пренесе варвата на рацете и преку рацете се внесе внатре во организмот. Меѓутоа, како и да е, ако редовно се вакцинираат домашни миленичиња, ако се дава таблети антипаразитарна терапија, и ако децата редовно ги мијат рацете, не може да има опасност од пренос на кучешка тенија. Но децата додека се надвор знаат и да чепкаат и да не можат одма да ги измијат рацете и се случува да го внесат во организмот. Што прави таа кучешка тенија во организмот и како може да забележиме, да речеме дека едно дете развива симптоми поврзани со имање кучешка тенија во организмот? Кучешката тенија или варвата најчесто домот има неколку бариери, црниот дроб и белиот дроб се најчести домаќини на варвата. Болеста се развива подолго време, понекогаш потребни се и години за да се примети дека веќе се развила циста од таа варва. И ако таа циста е поголема од 4 сантиметри, тогаш третманот е хируршка интервенција, а најчесто цистите се диагностицираат кога веќе се во состојба на хируршка интервенција, се јавува некоја болка во стомакот и при ехо наод, што е случај наод, се гледа дека веќе во црниот дроб има сомнение дека се развила циста. Се прави потоа компјутерска томографија, каде што точно се гледа дека се работи за ехинококова циста на црн дроб или во белите дробови при настинка, кашлица се прави графија на белите дробови, каде што се гледа состојба суспектна за ехинококова циста. Од кога ќе се отстрани од организмот, потоа лесно се продолжува со... Од како ќе се отстрани, дали со апаратомија од црниот дроб или со торакотомија од белиот дроб, карактеристично е што се формира перициста како една шуплина, која што внатре има циста, која што треба да се отстрани, со хипертоничен раствор, солен раствор да се испере и после се дава терапија против паразити, албендазол се вика лекот и се дава 2 пати по 6 недели со пауза од 2 недели или се дава 3 пати по 4 недели со пауза од 2 недели, со тоа што после 4-та или 6-та недела се прави лабораторија да се види нивото на ензими. Ако е високо нивото, тогаш треба да се прекине, да се направи пауза, па после тоа да се продолжи. Значи, генерално рано не може да препознаеме дали еден организам има? Не. Тоа е лошото кај ехинококовата болест, што се препозна веќе кога ларвата развила циста. Кога веќе е во понапредна фаза. Да. А за крај, доктор, има ли некој совет кој што сакате да го дадете на гледачите, да заокружиме сето ова што го зборувавме, еден совет кој што можеби би го упатиле до гледачите вечерва? До гледачите кои што имаат деца, претпоставувам, внучиња, да. Па и оние кои што се во контакт, бидејќи еве да речеме и учителките, па и негователките во градинките, може да забележа некоја состојба, па еве да алармираат, ако може така да се. Да ги чуваат децата, да се грижат за нив, да растат заедно со нив, да го прифатат нивното, да се адаптираат на нивното, да не прават стрес од секоја состојба, треба да се следи состојбата, па и ако се работи за некоја итна
состојба која што можеби ќе бара хируршка интервенција. Во принцип, Господ ги чува децата, така да се надевам ќе биде така и понатаму. Ви благодарам многу за вечерашното гостување и за Благодарам на одговорите на поканата. прашањата кои што ги имав за вас вечерва. Благодарам. А почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или Против. Се надевам дека ви дадовме корисни совети и одговори. Секако ви посакувам да имате убав остаток од вечерта, убав викенд пред вас и да останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Поздрав!